Така е, добар ден и голем поздрав од нашето студио, 90 минути, новата понеделничка емисија ја стартуваме токму сега и впрочем новата работна недела заедно со мене, со Марко и се разбира со вас, сите вие кои што ова попладне одлучивте да си го поминете со мене, со тебе и на фреквенција на Телма со сите прекрасни гости. Додека се подготвуваме, ќе имате прилика денес да уживате во особена млада убава енергија која што денеска вие носиме во овие 90 минути, понеделнички, одлично да ви почне денот. За многумина, ако некогаш во различни фреквенции ќе се прерипа нешто добро, вака денеска ние како што треба ќе го дадеме, ќе го трасираме патот на љубовта и на позитивните вибрации, нешто нам ни е некако основен фундамент за создавање на секоја епизода поединечно на 90 минути. Не знам како го помина ти викендот, само да те прашам. Па во хоризонтала, што би се рекло, гледам повеќе да се одморам. Инаку мора да го поздравам нашиот новица во режија, ми препорача многу добра серија, макар што мислам дека нели нашите колеги од режија знаат за време на викендот нели да и тие да хибернираат како со нас и да препорачаат добра серија. Последниот месец и половина јас сум барем минус во мојата агенда. Ама, она што го погледнав, го препорачам топло. Како се нарекува? The Morning Show, или утринското шоу, во кој што главни протагонисти или се прекрасните холивудски актери ги препорачувам. Дженифер Анистон, Риз Витерспун и Стивен Карел, ако не се лажам. Тие се всушност дел од трите главни. Така, ова е серија или филм? Серија е. Добра. Серија и на Apple Plus, ова нова платформа, како што се да речеме Netflix и така натаму. Мислам дека ова е пилот нешто што го создадоа, ви го препорачувам топло. Знаеш зашто се работи? За создавање на едно од најпознатите всушност утрински програми на едно од некои национални сервиси и за сите малверзации, хипокритични моменти кои што се случуваат помеѓу нив во делот екипата. Еве една топла филмска препорака, покрај тоа што имате прилика да се живеете со богатата филмска понуда на Телма. Денеска имаме полно студио, особено секогаш велиме полно студио, меѓутоа ова што денеска ќе ви го понудиме е досега можеби невидено во овие 90 минути. Ќе треба да бидеме куси, денеска имаме и богати рекламни блокови и многу гости и така натаму, па би сакале нели на сите да им излеземе во пресред, за сите да дадеме доволна минутажа. Накратко ќе ги представиме гостите кои што денеска ќе бидат дел од овие 90 минути на Телма и веднаш потоа ќе се препуштиме на музика, затоа што денеска нашите артисти на денот се еден прекрасен хор. Да, станува збор за една прекрасна младешка енергија. Енергија, градски детски хор на културниот може сите да мафнеме вака на камера? Да. Па кој кажа дека ние немаме голема сцена туку во студиото? Што може да ме собере сите? Како сте, млади дами? Супер! Многу ни е драго дека го богатите ова денешно студио на 90 минути. Си направивме кус разговор ние зад камерите, меѓутоа да знаете колку прилика ќе имате вие денеска да уживате со оваа млада енергија. Неколку станува збор за градскиот детски хор на културниот центар Карпош или гласот на децата на Скопје. Денеска ќе промовирам една тема која што беше по повод ослободувањето на нашиот главен град Скопје на 13 ноември. Всушност ќе ги поздравиме секако во овој цел тим. Застана и Борислав Јоргушевски и Билјана Лачевска-Серафимовска, всушност едни од главните протагонисти за денеска да имаме ваква една фина позитивна енергија. Инаку Лидија Кочовски и градскиот детски хор всушност од Карпош направи една фантастична тема, создаде една фантастична тема, ако не се лажам, само ќе ми помогнеш, Боби. На Скопје со љубов. Фантастична тема. Еве денеска примерно ќе ја прикажеме за сите вас овој понеделник, така што тие се наши музички артисти на денот. Тие се нашите музички артисти, а како што ви спомени Марко, главните протагонисти Борислав и Билјана, некаде кон крајот на овие 90 минути, со нив ќе кулминираме оваа денешна емисија и се разбира заедно со овие прекрасни девојчиња кои што веќе ни се во студиото како артисти на денот. Првите соговорници за денеска ни доаѓаат од италијанската амбасада ете така на италијанската амбасада на Република Северна Македонија, поточно господинот Карло Ромео, кој што е амбасадор на Италија во нашата земја. Денеска 18 ноември официјално првиот ден од четвртата поред недела на италијанска кујна која што се случува во светски рамки. Македонија исто така од пред некоја година редовно е да речам учесник во рамки на овој голем настан од глобален калибар, така што од денеска па се до 24 ноември
во рамки на тие сите активности кои што се случуваат на светско ниво, ќе се случуваат и низа активности во нашата земја. Да не должа многу повеќе ќе раскажат, се разбира тие. Го споменав амбасадорот на Италија, господинот Карло Ромео ќе биде тука, потоа професор шеф Джовани Пизапија, ако добро изговорив, Сара Лица, која што инаку е студентка во едно интересно школо за готвење кој што се наоѓа во Јужна Италија, секако ќе имаме и преведувач кој што ќе помогне малку нели да ја разбереме, не малку туку целосно да ја разбереме нивната филозофија на живот. Па секогаш сме со поддршка конкретно на амбасадите во Република Македонија. Можеме да кажеме дека следна седмица ќе го имаме унгарскиот амбасадор, поточно тој ќе навие и за есенските музички свечености, меѓутоа за тоа потоа денес имаме повторно нов прекрасен наш уметник на неделата. Мислам дека можеби во низот како започнавме, ова е можеби најмладата уметница која што ќе имаме денес во студиото. Станува збор за Славица Танеска. Инаку во галеријата Кора во центарот на Скопје беше официјално и представена и отворена изложбата на акварели на младата уметница Славица Танеска. Ова ќе биде незиното всушност пето самостојно презентирање на делата на Танеска пред љубителите на делот на ликовна уметност. Молам колегите Саша или Жан чисто да ги проследиме само во кадар овие две прекрасни уметнички дела кои што ќе го красат нашиот зид на уметноста. Па добро, фино изгледа. Браво. Славица Танеска, секоја чест како го украси нашата. Имаме денеска можност да се запознаеме со Славица малку поблиску, да ја доловиме незината работа. Да заживе акварелот, инаку гласеше сите во акварел техника работи колку што успеав да видам. Има еден убав ретро момент, боите се многу топли. Ќе биде интересно денес да ви ја представиме и се разбира да ја доближиме незината работа и инспирацијата која што беше најзаслужна за да се создадат сите овие дела изложени во рамки на незината последна изложба. На што ме асоцира? На што те асоцира, ве ќе дадеш наслов пред да ја прашаме Славица. Ова не знам на што ме асоцира. Може ми треба малку време да ја восприемам. Може подоцна да ти одговорам на што ме асоцира. Шумско дивење нека биде од мене. Добро, на пожар? Па не знам, некако така, некако боите. Добро, некако на вулкан, ајде. Да, така ќе видиме што е вистината. И уште едни гости во денешната емисија, поточно ќе зборуваме за еден интересен тренинг за безбедно управување на мотоцикли. Поточно во насока на промоција за идните активности на мотоклубот Безбедност од Скопје заради остварување велат на основните цели. На 2 и 3 ноември во спортски центар Борис Трајковски Сдруженијето одржа всушност и промотивен тренинг за безбедно управување на мотоцикли. Често сме ги отвориле овие теми конкретно нели за спори, за поголеми брзини, меѓутоа овој пат во случајот на почетокот од овој месец ноември учесниците имаа можност да ги унапредат своите познавања и техники за управување на мотоцикл, а воедно и сите присутни ги запознаат токму со програмата конкретно на Безбедност Скопје кој што ја нуди за сите учесници во мотоциклизмот и генерално во сообраќајот. Така што новаа тема конкретно и за овој тренинг и за сите оние низа активности кои што се за безбедноста на мотоциклите во нашето централно подрачје или генерално во Македонија, ќе говориме со Дамјан Галевски и Љупчо Стојковски. Да, споменавме со нив, почнуваме со нив и ќе ја заокружиме денешната емисија. Девојчиња, дали сте спремни? Дали сте подготвени? Која ќе биде првата песна која што ќе ја слушнеме? Љубезност. Љубезност. Ми се допаѓа, со љубезност го стартуваме овој нов понеделник. Уживајте.
знам дали тоа е поздрав, така треба да се поздравиме. На крај, да, па нема ништо поубаво и поискрено од една детска насмевка и од еден ваков перформанс. Каква љубезност, каква љубов ни донесува во студиото? Како беше, нека патува ни светот? Кратко, јасно и едноставно. Се е кажано. Да, подсетуваме уште еднаш, на сите, ќе се видиме со овие прекрасни ангелчиња, прекрасни девојчиња, некаде кон средината на оваа денешна емисија и се разбира на крајот од овие 90 минути. Како беше кога не работи? Така беше. Добро. Детски културен центар, градскиот детски хор, всушност на детскиот културен центар Карпош или поточно гласот на децата на Скопје, наши артисти на денот овој 18 ноември. Како што е редот? Какво изненадување за сите вас. Продолжуваме понатаму, време е за градското инфо или културниот информатор, а потоа и по оној обемен рекламен блок ќе се сретнеме и за сите вас ќе презентираме детали од четвртата недела на италијанска кујна во светот, која што започнува токму денеска, но до тогаш, помеѓу низата настани, на кои што нели сакаме да дадеме предлог, да ве пратиме, да појдете, ќе предложиме неколку. Вечерва со почеток во 20 часот во Младинскиот културен центар ќе се одржи промоција на стихозбирката Небесна геометрија од авторот Андреј Ал-Асади. Инаку ова е трет поетски ракопис кој што логично се надоврзува на претходната книга. Оваа книга изобилува со поетски слики кои што ги напаѓаат читателските сетила со свежи метафори, мислата патува во сфери од човековата свест до која што ретко и се стигнува, комуницира со древни знаења, а она што е напишано во песните е очигледно доживеано некаде во внатрешните светови на лирскиот субјект и вели тоа ги прави веродостојни и привлечни сите песни за читателот. Вечерва официјалната промоција е во 20 часот. Овој 18 ноември во понеделник тимот на 90 минути ве праќа и во Музеот на современа уметност. Всушност вечер ќе биде отворена изложбата со наслов Скопје однова, која во фокус пак го става процесот на основањето на музеот на неговата исклучителна меѓународна колекција со посебен фокус или акцент на американските уметници, на кој изложбата Скопје однова е резултат на сработката помеѓу всушност Музеот на современа уметност и амбасадата на Соединетите американски држави во Скопје, на во рамки на постановката ќе бидат изложени повеќе од 100 дела и архива поврзана со процесот на креирање на колекцијата и кореспонденција со авторите на делата. И третиот настан, Цеце. Уште еден настан, и тоа во рамки на она голема манифестација женски музички свечености, јубилејно 20-то поред издание. Студентите на Факултетот за музичка уметност вечерва ќе одржат концерт токму во рамки на оваа манифестација. Концертот ќе се одржува во просториите на Факултетот за музичка уметност, ќе настапат Ангел Селим на кларинет, инаку студент на втора година во класата на професор Стојан Димов, потоа Стефан Неделковски на саксофон и Мимоза Кека, студент на трет циклус докторски студии во класата на Тодор Светиев. Инаку студентите, како што веќе ви споменав, се редовни учесници на оваа манифестација есенски музички свечености, а оваа година е незиното 20-то јубилејно издание. Во интерес на времето, се вели имаме денеска поголем блок на наши комерцијални партнери кои што ќе се ги поздравиме во продолжение. Првиот блок на ЕПП или реклами, а веднаш потоа уште една сетимана на манџаре. Јас само во меѓувреме добивам никакви пораки, се надевам дека нема да имаме некој преклоп на гостите, затоа што некои ни доцнат, но некои се и веќе тука. Во секој случај, да, тие се гостите кои што денеска ќе ви ги сервираме заедно со темите за кои што веќе избрифиравме, но претходно гледаме реклами. Така е, од денеска па се до 24 ноември во светски рамки се случува четвртата поред недела на италијанска кујна. Се разбира и Македонија станува дел од истата, односно ја одбележува веќе неколку години наназад, а станува збор за каква недела? Yes, I will pronounce you well this time. Settimana della cucina italiana nel mondo. Is it okay? Карло. Така е, We have the experience. Неделата на италијанска кујна официјално стартува од денеска, по тој повод и со одлични соговорници ќе ви ја најавиме истата. Веднаш до мене господинот Карло Ромео, амбасадорот на Италија во Република Северна Македонија. Во средината имаме една прекрасна студентка, Сара Лица, која што инаку е студент во школото за готвење Angel Keys, probably. Angel Keys. Okay. Да, инаку станува збор за едно училиште кое што се наоѓа во Јужна Италија, се разбира Сара ќе ни каже малку подетално за тоа, и професор шеф Джовани Пизапија.
Is it okay? Okay. She is good also, yes. Welcome, everybody. Grazie. Карло, ќе започнеме со вас стандардно, како и секогаш тоа што го правиме, да дадеме еден мал вовед. Ова е 4-та година поред да се организира во светски рамки таа недела на италијанска кујна. Што ќе биде годинава во фокусот, односно како нашата земја годинава ќе ја одбележи истата. И само да споменеме дека зад камери имаме Деја Крстевска, која што ќе ни помогне околу преводот. Повели, Деја. Buongiorno Ambasciatore, cominciamo con lei. Questo è il 4º anno che in Macedonia del Nord viene organizzata la settimana della cucina italiana. Okay. Cosa ci possiamo aspettare questa settimana qui nella nostra città? Grazie. Dobrodošli nedela na italijanska kujna vo Svetot. Grazie ancora per la vostra disponibilità della trasmissione 90 minuti di Telma. Oggi inizia la 4ª settimana della cucina italiana nel mondo, che è un'iniziativa organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, con la partecipazione di tutte le ambasciate italiane nel mondo, dei consolati italiani, degli istituti italiani di cultura, per la promozione della cucina italiana. La cucina italiana non è soltanto cibo, ma è anche buon cibo sano. Infatti il tema principale di questa edizione è l'educazione alimentare e la cultura del gusto, quindi in sostanza l'importanza della dieta mediterranea che ci appartiene un po' a tutti i popoli di questa parte d'Europa. Dieta mediterranea come stile di vita sano, un modello di alimentazione equilibrata e che è anche accessibile a tutti. Добар ден, добре дојдовте во неделата на италијанската кујна во светот и ви благодариме што одвоивте време од вашата емисија 90 минути за да можеме тука да се представиме. Ова е 4-та година како се организира недела на италијанската кујна во светот во соработка промовирана од Италијанското министерство за надворешни работи и меѓународна соработка и во соработка со сите амбасади, конзулати и институти на култура кои постојат во сите градови во светот. Неделата на италијанската кујна не зборува само за храна, туку зборува за тоа колку италијанската кујна е вкусна и здрава, бидејќи оваа година ја посветуваме на образование во исхраната, односно на како сите ние треба да научиме здраво и убаво да се храниме. Бидејќи италијанската кујна спаѓа во медитеранската исхрана. Оваа година, како и минатите години, ја промовираме медитеранската диета, која ни припаѓа на сите нас народи од овој регион на светот. Тоа не е само исхрана, тоа е стил на живот и модел на добра и изедначена исхрана. Карло, оваа година, како што и спомена Деја зад камерите, ќе имаме прилика да уживаме во разнобидни наставни кои што ќе имаат богата агенда за љубителите на италијанската храна или поточно како составен дел од медитеранската храна. Претпоставам дека секоја година правите некаква дистинкција или разлика од претходната за да може да се понуди и да донесете различен карактер на гости, како што во случајот ги имаме во студиото професор шеф Джовани Пизапија и младата Сара Лица. Што оваа година може би од едукативен карактер ќе се донесе за љубителите на оваа недела на италијанска кујна? Sì, grazie. Una delle novità di quest'anno del programma programma dell'ambasciata ricco di eventi è la presenza di docenti e di giovani studenti dell'Istituto Alberghiero di istruzione superiore Ansel Kiss di Castelnuovo Cilento, Salerno, Sud Italia, vicino Napoli, una zona bellissima dell'Italia. Che sono qui, loro hanno iniziato oggi la settimana della cucina con un corso di formazione per giovani cuochi macedoni, quindi ecco il nostro obiettivo è quello di collaborare insieme e poi durante tutta la settimana prepareranno diversi menù in diversi ristoranti di Skopje, diverse iniziative, alcune delle quali anche dal sapore molto moderno, no? Non è soltanto la cucina della tradizione che è importante, ma anche rivisitata in maniera moderna. Новитетот што го воведуваме оваа година во рамките на богатата програма која ја подготвивме за неделата на италијанската кујна во светот е присуството на наставници и студенти од Институтот за кулинарство
Ансел Кис, кој се наоѓа во градот Кастелнуово Чиленто во близина на Салерно. Тоа е преубав крај во југот на Италија. Тие веќе денес започнаа со една обука наменета за млади професионални готвачи од Македонија со цел да ја спроведат она што ние го замислуваме како подолгорочна соработка во таа смисла. Освен тоа, на оваа недела на програмата имаме разни настани на кои ќе се одвиваат на повеќе места, тие ќе подготват повеќе различни менија во повеќе ресторани во градот. Освен традиционалната кујна, ќе имаме и модерни вкусови. Тоа е само еден доказ дека традиционалното и модерното може да се соединат во она што се вика современа медитеранска исхрана. Така е, Джовани, вие сте и професор, Сара е се уште студентка. Велат и амбасадорот, а идеја секако дека модерното и традиционалното можат да се комбинираат, нели, и во храната. Каков ќе биде вашиот придонес и на Сара конкретно во рамки на оваа недела? Ќе држите часови колку што успеав да разберам, но што се друго како на друг начин ќе бидете застапени во рамки на одбележувањето? Buongiorno Giovanni e a Sara, come ha detto già l'ambasciatore, in questa settimana si vedrà, oltre alla cucina tradizionale, si vedrà anche come questa cucina tradizionale può essere sposata con innovazione per una cucina tradizionale ma moderna. Quindi la mia domanda per voi è in che modo contribuirete durante questa settimana a promuovere questo concetto? Buongiorno. Buongiorno. Buonasera. Allora, la tradizione e l'innovazione camminano per pari passo oggigiorno, perché i prodotti di una volta esistono ancora oggi. Quelli che si utilizzano adesso sono le nuove tecnologie in cucina, le nuove tecniche di cottura. E questo avere il prodotto di base, di eccellenza, di qualità, ma cucinarlo adesso un po' più in chiave moderna, non cotture lunghe, cotture brevi, cotture più semplici. Molte volte come un brasato, uno stracotto, un ragù di una volta, adesso invece può essere scomposto con cotture più veloci, avendo il sapore lo stesso di una volta con i prodotti di base, ma con cotture più lente. Questo è il nostro contributo, quello di far conoscere la nostra cultura italiana, la cucina italiana nel mondo, ma in collaborazione e in fusione con tutti gli altri popoli, perché la conoscenza per noi è importante, la collaborazione è importante, come innovazione и традиционе. Добар ден, благодарам за времето што ни го давате во вашата емисија. Како што кажа досега соговорниците, ние сме тука за да покажеме дека традиционалното и новото, модерното можат да се соединат и да дадат одлични резултати. Тоа е денес можно бидејќи се уште ги имаме состојките кои се употребувале во старата традиционална кујна, меѓутоа имаме нови технологии и нови техники на готвење со помош на кои можеме некои традиционални рецепти да ги поедноставиме. Знаеме сите дека традиционалната италијанска кујна се состои од рецепти кои се одликуваат со долго готвење, значи имаме некои типични рецепти кои денес можеме да ги интерпретираме во модерно руво и да им овозможиме на новите, младите готвачи да ги подготват сличните јадења со слични вкусови на многу поедноставен начин. Соработката меѓу традицијата и иновациите тука доаѓа до израз и во соработката со новите култури и новите нации кои се повеќе дел од Медитеранот. And some of them and some of that recipe we have in our kitchen because of you. Bravo. No, but together. Yes, together. Сара, само да прашам, која година е Сара? Che anno frequenta Sara? Четврта. Да. Што е голем предизвик, да речеме, во твојата кујна? Се сеќаваш ли на почетоците и што може би денес е вистински предизвик да презентираш за македонските љубители конкретно во оваа четврта недела на италијанската кујна кај нас? Sara, qual è stata la tua più grande sfida all'inizio del tuo percorso in questo settore e qual è per te oggi una sfida che vorresti presentare al pubblico macedone? Did we have a show performance from you, Sara? Vedremo una tua prestazione culinaria durante questa settimana? Sì, il mio percorso più duro da quando ho iniziato la scuola alberghiera è stato che pensavo che non riuscivo ad arrivare a questo livello di apprendere più culture di altri popoli, sapere scoprire cucine di altri popoli. Pensavo che non ci potevo mai arrivare, ma me ne sono accorta che dopo anni, arrivando al quarto anno, grazie a un poco di impegno, posso dire che
posso dire, di poter affrontare altre di poter culture. affrontare altre culture, imparare lingue nuove soprattutto e medesimarmi nelle culture degli altri popoli e non soltanto la mia. Добар ден. Она што ми беше најголем предизвик на почетокот на мојата изучување на кулинарските вештини беше тоа што во почетокот не верував дека ќе успеам да научам рецепти од други култури и други нации. Но со тек на време и со трудот што го вложив, сватив дека не само што научив да готвам, односно да применувам туѓи рецепти, туѓи култури во мојата работа, туку успеав да научам и некои нови јазици и да се поистоветам во културата на другите народи. Браво. Само пред да ви испратиме, Карло, дел од настаните кои што ќе се одвиваат се до крајот на оваа работна недела, која што инаку нели светска недела на италијанската кујна во целиот свет. Дел од настаните се од отворен карактер и ќе може да дојдат кој сака. Дел од настаните се со покана. Може ли оние кои што се наменети за пошироката јавност да ги споменеме, за да можат нели и луѓето да дојдат во што поголем број и да дегустираат од вашите специјалитети? Vogliamo promuovere gli eventi che sono aperti al pubblico e parlare brevemente anche di tutti gli altri eventi della settimana. Sì, appunto, la settimana della cucina è iniziata oggi con questo corso di formazione che si sta svolgendo ancora presso l'hotel Marriott, grazie agli chef e agli studenti della scuola Ansel Keys. Da domani ci saranno altre iniziative, una show cooking sempre presso l'hotel Marriott. Poi ci saranno eventi di una sorta, come ho detto prima, ecco, questa tradizione ma nell'innovazione, una apericena. Apericena è una cosa, è un aperitivo, la tradizione dell'aperitivo italiano rinforzato, che va molto di moda adesso in Italia. È un aperitivo a base di cocktail come spritz, come prosecco, ma con dei piccoli assaggi di piatti, di primi piatti. È una cosa che in Italia sta andando molto di moda, è una cosa che proporremo qui mercoledì. Poi ci saranno presentazioni di prodotti enogastronomici di diverse regioni italiane, Modena, Toscana, e infine sabato presso City Mall, Skopje City Mall, ci sarà questo, l'abbiamo chiamata lo street food napoletano, che sarà preparato sempre dagli chef della scuola, cioè lì sì, ecco, la tradizione di quello che in Italia si può acquistare nelle strade, cioè pezzetti di pizza, la tradizione del cuoppo napoletano, le frittelle, eccetera, ma sono cose che dovete vedere dal vivo, quindi vi invitiamo tutti sabato a Skopje City Mall a partire da mezzogiorno. I can enjoy all day, all night long with your language. Thank you. Како што кажавте, оваа недела подготвуваме голем број настани, некои од нив се отворени за јавноста, некои се наменети за одредена категорија публика. Како што кажавме, веќе денес започна и ево тек обуката за готвачи, за професионални готвачи, кој се одвива во хотелот Марриott. Утре имаме повторно шоу кукинг исто така во соработка со Марриott. Во среда веќе ќе имаме една вечер, односно еден настан во кој ја спојуваме модерно и традиционално, односно добро познатиот италијански аперитиво, кој се состои од коктели со закуска. Овој пат во појачана форма го промовираме така нареченото аперичена, односно аперитив со вечера, кој веќе е многу модерен во Италија и се среќава се повеќе. Тоа ќе биде придружено со коктели на база на сприц, просеко и така натаму. Веќе во четврток имаме презентација на бројни еногастрономски производи кои доаѓаат од разни краеви на Италија, меѓу другото од Модена, од регионот Тоскана и така натаму. Додека пак во сабота во City Mall организираме еден многу интересен настан кој го нарекувме неаполски стрит фуд, односно храна што се конзумира на улица. Тоа е една традиционална наполитански обичај. Вие сите знаете дека во Јужна Италија, односно во цела Италија, може да се купи на улица дали парче пица, дали нешто што го нарекуваме куопо, тоа е фишек со пржени работи.
дали риба или сирење така натаму и други некои производи. Ете, сето тоа ќе биде возможно во сабота во Сити Мол. Одлично. Ви благодариме многу за гостувањето и одвоеното време. Подсетувам уште еднаш, од денеска официјално стартува одбележувањето на оваа недела. Имавме можност да дознаеме за богатата програма, дел од настаните ви ги најавивме и односно сите ги најавивме, а дел од настаните се бесплатни, така што ќе можете да појдете и да уживате во дегустација на италијанска храна. Thank you very much. Giovanni, Sara, I hope that you will have a great time with our Macedonian audience. And thank you for visiting Macedonia and show this masterpiece from your hands. Thank you very much. Не заборавајте уште еднаш недела на италијанска кујна од 18 до 23 ноември или може секако со хаштаг уште веднаш да пронајдете нешто Italian Taste токму на социјалните медии. Така е. Ви благодариме многу, продолжуваме ние понатаму. Што имаме следно? Идеме ова што го гледате зад нас е всушност прекрасни две дела од нејзината изложба, претпоставам можеби од нејзината нова изложба, последна изложба, во изведба на акварел техника. Младата Славица Танеска всушност ќе ни биде и наш соговорник и уметник на оваа работна седмица за 90 минути. Живеете со нејзиното творештво во продолжение. прекрасни творештва и прекрасни дела кои што ќе го красат нашиот зид на уметноста. Славица Танеска за кусо време. Како што кажаме, повторно имаме на фини активности денес во студиото. Повторно јас и Цеце отвораме тема од
како да кажем, од платформата на мотоциклите во Македонија. Меѓутоа овој пат повторно и ќе споделиме за оние кои што сега се вклучувате на Телма телевизија. Поточно на 2 и 3 ноември мотоклубот Безбедност Скопје заради остварување на овие своји основни цели, нели, што се вели, Сдруженијето одржа промотивен тренинг за безбедно управување на мотоцикли, каде всушност и сите учесници кои што беа присутни има можност да ги унапредат своите познавања и техники конкретно за управување на мотоцикла. Воедно и сите присутни се запознаа со програмата на која што мотоклубот Безбедност Скопје ја нуди токму на учесниците во мотоциклизмот. Официјално топло добре да велиме на како рековме, Чичко Љупча Стојковски, ќе ве запомниме така. Господин Љупча Стојковски и Дамјан Галевски, официјално топло добре во 90 минути. Благодариме што успеавте од вашите активности денес да успеете да бидете со нашата публика и со 90 минути. Се надам дека успеавте се дотирате со оваа добра енергија со нас. Добар ден и благодарност за поканата. И морам да потенцирам на почеток дека пред нас темата беше италијанската кујна. Значи, една од нашите долгорочни цели е секако и промоција на македонската кујна. Сведоци сме на се повеќе присуство на италијански мотоциклисти кај нас. Пајте ги повикуваме. Да, се повеќе имаме италијански мотоциклисти низ државата. Значи, стануваме микс. Имаме мототуризам. Космополитизам станува нашиот. Да, како не, а храната е нешто што зближува. Да, и мислам дека можеме дополнително да донесеме повеќе, а? Да, што мислиме? апсолутно зближува храната, а особено кај нас мотоциклистите не носиме со нас многу храна, така да секоја седнуваме негде во некој добар објект. На диета да не се, да? Седнуваме во добри објекти, да. Кога ќе изгладнете, потоа се лоцирате на Ама за време на викенд знаете да направите едно гезме. Како и сите други. Така? Ајде вака малку да се фокусираме на она што помина, заради тоа што нели дел од нас можеби не се во тек со активностите, да ја потсетиме публиката за каков настан стануваше збор, односно што конкретно се одржа на 2 и на 3. На 2 и на 3 кај спортски центар. Да, кратко сакам да кажам за мотоклуб Безбедност дека е релативно ново здружение кај нас креирано оваа година. Ќе зборуваме повеќе и времето така ни дозволува да зборуваме повеќе за тренингот, нели? Целта и на самото име на мотоклубот е безбедност во сообраќајот, каде што учествуваат мотоциклистите, но и сите други учесници апсолутно во сообраќајот. Јас ги потенцирам во ново време ги имаме електричните скутери, така да ги повикуваме и тие во иднина да внимаваат и да пазиме и сите и ние на нив и нормално обратно и тие на нас. Секогаш велиме секој што излезе на улица веќе е дел од сообраќајот. Без разлика дали имате возило или не, без разлика на возраста. Така. Сите треба да внимаваме. Важно е мала дигресија дека вашето здружение е и граѓанска организација која што поведува иницијативи за граѓанско мислење, заеднички да градиме, така да речеме, една висока свест можеби за безбедноста во сообраќајот. Посебно сакаме да работиме на тоа, затоа што сме дел од, да речем, од градот, од државата, од случувањето, што е овде кај нас, ние сме присутни, било како мотоциклисти зборувам сега. Значи, треба и сите други да бидат свесни за нашето присуство и ние за нивното. Сакаме посебно да разговараме на таа тема со сите, затоа што автомобилот не може да падне, ние можеме да паднеме, без разлика дали сме во право, не сме, кој има предност, кој нема. Значи, ние стално сме првата категорија што страда и сакаме тој момент да го дигнеме на едно повисоко ниво, сите да размислуваат, да не сметаат како некои моторџи, не знам какви лоши, него ние сме луѓе кои што сакаме да возиме мотор, го сакаме моторот. И стално ќе возиме мотор, значи стално ќе има луѓе што возат, а да не зборуваме и за тоа што во овој период во гужви големи и сето тоа, во моторите стануваат во градот неизбежност. Неизбежно. Не само кај нас, секаде во светот. Секаде во светот, апсолутно се сложува. Дамјан, почна нели не сакаме да подобриме сликата дека мотоциклистите сега како држава една мала држава, меѓутоа мораме да бидеме реални дека стварно има доста мотоцикли кај нас и културата наназад во историјата, па ете и нека поранашен систем за кој што може Чичко Љупче може повеќе да зборува. Неспорно е дека имаме мотоциклисти и љубители сме како нација на моторите. На 2 и 3 ноември, како што спомнавме на почетокот, одржавме тренинг. Нешто ново е тоа кај нас, за прв пат кај нас ете Каде идејата? Идејата потекна колегите од регионот. Значи веќе мотоклуб Безбедност има од Србија кој што доаѓа, има одржано тренинзи, многу тренинзи во регионот во на нашата подрачје тука. Од таму идејата јас тргнав и од себе. 2006 положив за категорија, кој претходно возев мопеди, нели она категорија на под 50, односно под 49 кубик. Така да неспорно дека полагав
автошкола, заврши сите часови кои што треба, меѓутоа имаше некои дефиниции кои што ми недостасува, односно нешто што ми го пренесува по-старите, поискусните, позрели. Нешто што е на терен. Токму и тренингот е тоа, всушност. Значи на 2 и 3 благодарам сите до спортскиот центар Борис Траговски кој што ни овозможи теоретскиот дел во пола ден, значи на 2 го одржавме кај нив во конференциска сала и остатокот од тренингот, оној поатрактивниот кој што повеќе фотографии одат во прилог, е делот на полигонот, значи за безбедно управување на мотоцикли, да видиме како се однесуваме ние во пракса. Она што е специфично за сите учесници беше промотивен тренинг, собравме 15 точно 15 луѓе учесници, различни мотоцикли имаше од помали до поголеми, различни кубици, да. Баш буквално различни категории имавме. Специфично е што сите на крај бевме буквално изненадени од собственото знаење и да кажем и незнаење. Колективно вака да ви дале еднакво. Проста ситуација како се насуваме нели на улица. Во урбана средина знаеме сите дека имаме сообраќајно правило 30 или 50, значи односно 30 кај што се школите, 50 км/ч во урбаната средина. Таа 50 км/ч свесни сме сите дека многу мотоцикли и не само мотоцикли и патнички моторни возила поминуваат. Значи возат со поголема брзина низ градот. Со тренингот видовме дека и на 30 некои вежби што ги правевме и на 50 км/ч делот моторџиите, односно мотоциклистите, не бе баш така храбри на почетокот да ја постигне таа брзина, со оглед на тоа што ги очекуваше да го постигне, односно да се овлада таа пречка или зависи од вежбата што беше пред нас. Тренажен мотор имавме, го гледате малци поатрактивен можеби за делот гледачите, исто така, бидејќи се сретнавме со доста прашања откако се реализираше тренингот, веќе наидовме на дискусии, на коментари, на прашања, на љубители се јавуваат што точно значи тренажниот мотор. Буквално со него гледаме докаде можеме моторот да го навалиме кон асфалтот во одредени ситуации. Нормално тоа не е возење кое што го практикуваме секојдневно, меѓутоа во одредени непријатни ситуации не е потребно. Меѓутоа најбезбедното ниво на кое што може да се навали во случајот. Да, затоа и се тие рампи, односно да ги кажем помошни тркалци. Да се почувства можеби. Така да имавме прилика да осетиме навалувањето на моторот до точка на паѓање, буквално да кажеме, и функционира многу добро. Функционира добро. Тишко Љупчо, јас вака да ве прашам, каква младина имаме ние кога станува збор за овие момци, затоа што вие сте од повозрасната генерација, со години сте дел од целата оваа проблематика, имаме совесни луѓе кои што знаат да возат мотоцикл или сметате дека треба секогаш да се работи на тој процес на доедукација? Имаме многу добра младина, имаме многу совесни дечки млади кои што возат мотори, сакаат да возат, ќе возат понатака. Меѓутоа, мислам дека во овој момент недостасуваше нешто вакво за стално да размислуваат на тоа. Па и да се актуализираат темите околу безбедност. И да се актуализираат апсолютно. темите, ова што го кажа даме за тие 50 км/ч, сите мислеме дека тоа е смешно, меѓутоа кога треба да избегнеш некоја препрека, гледаме дека тоа не е смешно, 50 км/ч може да те повреди. И го потенцирам тоа дека беше под идеални услови. Да, имавме супер кај што нема автомобили. И самите практиканти, самите учесници веќе беа спремни за тоа што ги очекуваат. Тоа само говори колку може да биде поопасно во реалната слика. Ризично сепак и тие 50 км кои што не се Друг дел стално треба да го имаат во предвид и младите и старите сите, значи што возат мотор. Заштитната опрема мора да се користи. Кацигата да не ја носат за да не ги казнат, него кацигата се носи за да спаси да се заштитат. Живот за да се заштитат. И стално треба да им го повторуваме тоа на помладите, затоа што нели повторувањето е мајка на знаењето. И ќе се навикнат на тоа луѓето, мора да ги навикнеме. Која брзина е дозволена за мотоциклите официјално во градска средина сега? Сега спомена 30 и 50. Како и за сите други моторни возила. Додека на автопат тоа важи поинаку, нели? Зависи од патот, да. Зависи од патот. Да, знам дека утрово некои владени мирки баш во Холандија читав дека од 130 до 100 км/ч ќе биде дозволено и за мотоцикли и за автомобили. Да, секаде една е брзината што е дозволена, мислам, и за автомобили и за моторцикли. Тие во светот се во предност затоа што немаат мрсна боја на асфалтот, имаат специфичен асфалт што ќе го контактот го прави подобар со гумите инфраструктурно. Значи и за тоа треба да работиме. Затоа целта ни е
Цело време сакаме ова да го потенцираме како проблеми, за да можеме, кога ќе го лоцираме проблемот, да отидеме барем една скала погоре. Да работите на тоа. Меѓутоа и независно од условите, како ќе кажеме, од државата што ги возможува за учесниците во собрака, дел од теоретскиот дел на тренингот буквално го презентираше една студија од Австралија која што повикува на намалување во било која брзина која се движиме, барем за 5 км на час да се намали. Студијата е на 60 км на час, во Австралија е толку дозволено. Помеѓу мотоцикл што вози 60 км на час, споредба со мотоцикл што вози 65 км на час. Има голема разлика, верувате, со 5 км на час е Како не? голема разлика. Со тие 5 км на час... 10 км е велосипед што се вели да возиш. Со тие 5 км на час, значи вториот возач што вози побрзо, сигурно прави совраќајка. Сигурно паѓа, сигурно се удира, а со тие помалце 5 км може и да помине без повреда и без... Така да можеби ќе ни се лудат и останатите мотоциклисти до државата, меѓутоа ајде место 50 низ град, нека биде 45. Може само добро да се влие, не обратно. Скопје е доста обемен и сега вака и по популација ќе забележиме, значи сепак треба да се забележува. Мора да се менува. Има многу возила, апсолутно. Пред да ви испратиме, ќе има ли вакви тренинзи и понатаму, затоа што велите секогаш треба да им се повторува, повторувањето е мајка на знаењето. Секогаш треба да кажуваме дополнително што и како треба да прават, за да еднаш влезе тука, па потоа нели тие да пренесуваат на идни генерации така натаму. Во секој случај добре дојдено и потребно е вакво нешто. Планирате ли во иднина? Неспорно е дека е потребно, неспорно е дека планираме, веќе почнавме, како што кажавте, веќе сакат дечките што пробаат тие 15 луѓе, веќе сакаат да повторат, сакаат се пријавуваат за следната година, неспорно дека ќе отвориме, ќе најавиме и следната година во зависност од временските услови се разбира дали ќе биде крај на март или почеток на април, сепак сакаме да е посува време и по топол асфалт, кој што ќе ни биде корисен за самиот тренинг на полигон, така да ќе имаме, ќе бидеме отворени кон јавноста, секако ги повикуваме сите заинтересирани да не контактираат. Во фаза на изработка ни е вебсајтот motoclub.mk, имаме активни сме на Facebook кон Мотоклуб Безбедност Македонија, така да нека повелат кои е заинтересирани и учесници во собраќајот кои што управуваат мотоциклисти и оние кои што се двоумат можеби за да се одлучат така. Може споминавте од отворен карактер, јавен карактер е настана така? Да, значи убаво е да речеме на следните настани баш заедно со вас да поканиме и водачи кои што се почетници од помладата категорија кои што допрва ќе се соочат со предизвиците на мотоциклизмот кај нас. Да, токму и зимава ќе искористиме во тој поглед да не е само таа А категорија, туку да ги ставиме и помладите и оние што викаме скутерите или мопедите да учествуваат и самите тие на тренинзите. Супер. Да, имате на мотоцикли? Се уште немаме, ги повикуваме буквално. Целта на здруженијето од сите категории во општеството граѓани, така да машки, женски и за поздравување низ градот возат се повеќе и повеќе забележување. Да, што е многу убаво. Меѓутоа ние сме фамилиарни луѓе каде што неспорно пиеме, фала Богу, и поддршка од нашите дома, така да едно големо семејство сте. Верувам дека е така. Ние имаме едни прекрасни дами кои што се дел од, само да не погрешам, гласот на децата, значи тоа е градскиот децата на Скопје, градскиот детски хор на детскиот културен центар. Ете така. Тие се наши музички артисти, верувам дека ќе уживате во нивната следна изvedба. Која е песната која што ќе слушаме во продолжение? Тротинет, со тротинет из целиот свет. Веднаш после джинглот се препуштаме на убавата музика. Sonego da poznam nisel svet.
Ličiš na artist koji sviri sa tezga sekoj torpedog. Ona sluša techno, ona sluša techno. Ja sam zaglaven vo retro, a ona sluša techno, techno. Ne treba da mjastu pamet, pameti sega znaj. Ova srce evo plamen, plamen i sega jaz. Za tebe će se moram, sakam ne neka moram. Za mene ti si jedna. Znam neka postojiš, bezgrižno čekoriš. Niz vreme patuvaš, spomeni pišuvaš. Znam neka postojiš, sebično močiš. Mis ništa, sotri ljubov i nebo to se neka mi zeme. Druga zvezda ke ne dopiše vo nekoje drugo vreme. Како што кажавме со Цеце, мислам дека во низа, како што сме речиси во етер, Речиси 2 месеци, да. Мислам дека Славица е една од најмладите уметници кои што со задоволство и денеска ќе честитаме за незината последна изложба која што беше представена на почетокот на месец ноември. Таа е ремајнерот, таа не потсети дека било таа датумот 6 ноември, всушност во галеријата Кора, ако не се лажам, во Скопје. Всушност беше отворена изложбата на акварели на Славица Таневска, инаку пето самостојно презентирање на незините дела пред љубителите на ликовна уметност. Повторно ќе кажеме, ова е дел само од оваа прекрасна едиција, да заживе акварелот. Велиш дека таа веројатно, Славица, е твоја омилена можеби техника на сликање. Официјално, драго нешто ќе ги одбележиш на твој начин, не само денешните 90 минути, туку оваа цела седмица ќе ни бидеш друштво. Многу ви благодарам првен што сум овдека, многу ми се допаѓаше оваа идеја уште од почеток кога видов дека имате уметници на неделата и посакав уште тогаш. И го препознаа тоа гледачите како што си ти тука деловни. Тука токму како што кажавте, овие дела се од мојата последна изложба на заживе акварелот. Имам тука повеќе теми опфатено во таа изложба. Овдека имаме 2 дела од 2 теми. Првото дело е конкретно сликата за тебе. Може да ни ја подобјасниш, јас и Марко нешто си погодувавме. Не слушнав. Не слушнав. Дивени на шумата, така ме асоцираше шума, некако така. Погрешно ви беше толкувањето, реков не сега погрешно ви. Ама ова беше на шега, чисто онака ние низ каква призма ги гледаме конкретно. Ова слика се вика Духот. Е представено заминувањето на духот од овој свет, како еден дух се минува од овој свет. И всушност го представив оној дух што мене секогаш ме чу. Добре, да, вака сега кога ќе загледам и со твоето објаснување има смисла. Инаку оваа слика беше најпофалена од сите што дојдоа на изложбата. Сите ме праша оваа слика што ти значи. И токму затоа решив дека чим публиката е препознала оваа слика, треба да биде овдека. Јас можеби и други некои слики би одбрала, меѓутоа чим публиката е најмеродавен, да речам, репер. Чим тие препозна, треба да заслужува да биде овде. Убаво кажа, инаку сериозно го помислив моментот да не испадне сега дека го споделивме туку таа форма во заднина како Guardian Angels или нели заштитникот, буквално така и некако го доживев, меѓутоа нели таа друга ситуација сега има смисла се. Славица, имаш 21 година, а веќе пред малку ни откри пета самостојна изложба. Тоа само по себе говори за твојата љубов, твојот ентузијазам кон уметност и кон сликањето. Меѓутоа велиш во последната изложба да го зачувам или да заживе акварелот. Тоа што значи тоа? Дека некако се поголем број на уметници творат во некои други техники, се помалку се користи акварелот? Така, токму така. Акварелот е една од најстарите техники кои малку луѓе што знаат.
што од најдревните цивилизации се употребува, па потоа Диреревос креснува, да речем, во Ренесансата. Меѓутоа, како што кажавте, во последно време се помалку и помалку, на жалост, работи оваа техника. Инаку би сакала да нагласам дека ова е исклучиво тешка техника и мислам дека е тоа една од причините заради која што се помалку се работи, дека нема враќање назад на потезите, треба да биде све однапред смислено и добро да се владее, затоа што се работи со многу вода, нели акварел вода, и треба многу да се владее, Дали да се да внимава. нашиот актер Благој Чорески? Да, токму. Тоа е поклон за неговиот роден ден, му го направив и сега кај него дома. Навистина, браво. Некаде читав и би те прашал, зошто во фокусот ти се брсјачките куки кои што ги, да кажам, на свој начин метнуваш во своите техники на акварел? Да, кога веќе ги или... спомена и тие, да споменеме дека и ова е една книга која што содржи цртежи од 100 селски брсјачки градби во Македонија и може да поканиме еден гледач да ни се јави и податоците да ги остави во режија, ќе си ја добие оваа книга. Така, спомнавме за брсјачките градби. Од секогаш јас ме интересирале тие предели, сум потекло од селото Злести Дебрца, значи таму бев. Одев често, учествував на колонијата што се одржува во Белчишта Дебрца и посматрајќи ги тие куќи сватив дека во тие куќи има многу вредности, дека архитектурата е сосема посебна, автентична и дека многу луѓе не биле таму и не знаат дури ни што се наоѓа во овие села, значи овдека имам Дебрца, Малесија, Копачка, значи многу голем регион се брсјаците имам опфатено. И започнав уште од средно училиште ова да работам на 16 години, на 18 ја завршив. Имам опфатено 100 цртежи во разни техники, имам скоро во сите цртачки техники опфатено, така да можам да кажам дека книгата е едновремено и учебник за цртеж, затоа што имам и текст како се работи цртежот, кои се техниките и едно видување на овие краишта. Која магија слушајките, всушност, на кој начин магично ги објаснуваш моментите од брсјачките куки, всушност овие предели? Не можам да кажам сега да периме во прст, меѓутоа ретко младите можеби луѓе ги забележуваат овие вистински болести во кај нас. За жал. Ова е на некој начин му дава еден вистински плюс, да, и селските дели на тој начин некако ја имаат таа прекрасна композиција. Затоа книгата се вика Траги на времето. Овие се само траги на некое минато време. Трагите се во нив од минатото и тие самите се сами по себе некаква трага. Така да се враќаме назад кон минатото кога ги гледаме тие книги, тие куќи. Па би можеле зашто да не вклучиме? Ајде, ќе имаме прилика, некој ќе ви даде аплаус за Славица. Ај, ако може од режија ќе го вклучиме гледачот кој што е денес со нас во овие 90 минути. Добар ден. Добар ден. Со кој се дружиме? Со Ангелина од Скопје. Ангелина, убаво го стартувавме, предпоставам и ова понеделничко, можеби за многумина и утро, како се разбудиле малку подоцна. Се надеваме дека уживате во денешните 90 минути. Да, емисијата ви е прекрасна и гостинката. Одлично. Благодариме. Одлично. Ке имате прилика да има една од овие прекрасни книги, потоа првата едиција, ако не се лажам, така? Да, токму така. Да, ке имате прилика да имате во вашата домашна библиотека, ве чека во Телма телевизија. Благодарам. Ве поздравуваме, останете секако на Тилма. Славица, преди да ти испратиме уште неколку прашања, споменавме дека голем дел од твоите слики сито така пропатуваа некаде во светот, но она што е важно да се истакне е дека на првиот светски фестивал за акварел во Обединетите Арапски Емирати, помеѓу 50 учесници ти беше единствениот македонски Помеѓу 50 земји. Помеѓу 50 земји? Така, јас сум единствен представник од нашата држава. Кога се случуваше ова, како се случи ти воопшто да заминеш таму? Дали е тежок патот за да се стигне до тие некои светски локации каде што е да речам можеби елитата, најдобрите? На жалост јас не можев да отидам таму да бидам присутна кога беше таа изложба поради семејни причини, меѓутоа моето дело замина и учествуваше на таа изложба. Многу сум љубопитна јас, така да истражувам цело време каде има конкурси, што има, така да учествувам на многу конкурси, ќе ме видите. Во 2016 бев во Остен застапена во 250 уметници кои што беа избрани од цел свет од 2200 дела. Колку тоа ги отвора понатаму хоризонтите и контактите за да велиш не си успеала ти да стигнеш, но сепак делото, она што можеби е и поважно, нели, во ситуацијава, делото е било таму и го виделе голем број на
на луѓе. Колку тоа отвора нови контакти за понатаму да се прошират хоризонтите, за да, не знам, патуваат делата во други земји? Секако дека отвора, многу е важно кај нас, веројатно и во секоја професија, да се патува, да се запознаваме со други уметници, се разменуваат идеи. Тоа најдобро се прави сепак на колониите. Јас учествувам на многу интернационални колонии и таму се запознавам со многу уметници на кои што јас уште од многу малечка учествував на колонии, така да им бев мезенче таму на колониите и сите ме трга, ајде да ти покажам нешто од тоа јас што работам, да видиш како јас работам, и така мислам дека многу научив за уметноста и ја засакав. Иначе морам да истакнам уште една работа. Тоа е дека за мојата прва изложба кога ја направив на 12 години, дека најзаслужен за тоа е уметникот Славко Упевче, кој што ме препозна како талент и ми даде шанса да направам прва самостојна изложба, и благодарение на тој момент се случи се понатак. Да, верувам дека кога некој ќе ви даде ветер во грб, Да. дополнително влие на мотивацијата. И се случува во даден момент со дадена причина, така што веројатно тоа било само трасирање на твојот пат. Многу ни е чест што ти имавме со Цеца и со целиот тим, се надам дека и гледачите живеа пред се во твојот карактер и во дух и преточен преку овие фотографии. Ке кажем уште еднаш. еднаш. Особено се радуваме што сликите ќе бидат на нашиот зид на уметноста во текот на овие 5 работни денови. Да заживее акварелот, се надам дека ќе ти посакаме, тоест да патуваат всушност твоите дела и во иднина широм светот, па секое твое ново представување изложба да виде што се били септе кај нас да пристигне на новој зид на уметноста. Ти благодарим уште еднаш. Остави како и досега со крупно срце. Благодариме, Славица. Супер. Одиме сега повторно со Па прво имаме рекламчиња. Имаме реклами, да. Да, потоа еден видеозапис со Лидија Кучевска и со сите овие дечиња кои што денеска се нашите музички артисти на денот. Од љубов за Скопје ќе го промовираме всушност овој сингл и овој видеоспот кој што беше и по повод на 13 ноември ослободување на нашиот град на Скопје. А потоа и со Борислав Јоргушевски и Билјана Лалчевска-Серафимовска ќе ви раскажеме малку повеќе и за нивните идни и моментални активности. Да. Погледни таму, високо горе, водно текушка, шепот над брези, вековни тајни, Вардар ти плете, по твоите мала расте дете. Вековни тајни, Вардар ти плете, по твоите мала расте дете. Скопје, радост моја, Скопје, надеж моја, Скопје, среќо моја, Скопје, музички артисти на денот. Инаку, ова што се вели и септе го промовиравме и на самиот ден на градот Скопје, меѓутоа денес е едно потсетување. Повторно, чинам 75 години ослободување на град Скопје беше, ако не се лажам. 75-тиот роден ден. 75-тиот роден ден на нашето Скопје. Колку интересно, го слушаме и гледаме спотот и токму лидскиот хор пее, една убава хармонија ме денеска во студиото. Борислав Јоргушевски, музички раководител, и доктор Билјана Лалчевска-Серафимовска за прв пат во овие 90 минути. Поводот е поинаков од досегашните искуства со Апрелијада, меѓутоа ова навистина нам дадовте еден фин подарок за Скопје.
Па и еден од добрите вокалисти одбране вака една симбиоза и кохезија со овој прекрасни млади дами. Ки си те име повторно на крај, да знаете. Чувајте ни се. За крај која песна ја одбравме? Оро без граници. Оро без граници. Прво, да заблагодариме што денеска сте ни тука, што оваа екипа, иако не е целосна, нели останатите од оправдани причини не ни се тука, меѓутоа чест и задоволство ни е што денеска час и половина не дружите музички и ајде да раскажеме малку повеќе и за соработката и за сето она што во моментов го правите. Може Борислав, бидејќи ни споделивте дека е многу интересна приказната како тоа се на брзина се создало, меѓутоа кога има љубов, мислам дека таа е движичката енергија. Така е. Таа е мотивацијата и мотивацијата е да се скрене малце вниманието, да се од сите оние секојдневни негативни појави кои што се случуваат во нашиот град, со воздухот, со сообраќајот, сите тие оние негативни појави, сакавме малце да им го скренеме вниманието дека постојат и убави работи, како може да го сакаме нашиот град, да го заштитиме и да ни биде на сите нас поубаво, како се разбира преку песна која што одлучивме да ја ставиме на нашето CD кој што го промовираме во овој период од месецов. Овој CD се работи за хорски песни за деца. Хорски песни за деца, кој што ова е гласот на децата на Скопје, тоа е хорски ансамбл во рамките на детскиот културен центар Карпош од Скопје или популарно Пионерски дом, како што познати најмецки Пионерски дом Карпош, под водство на господјата Билјана Серафимовска-Лалчевска како директор. Потекна нејзина идејата, значи на директорот на Билјана, нејзина беше идејата да се оформи овој хор, овој ансамбл, хорски ансамбл, и да се снимат, да се направат неколку 10 песни кои што се најдоа на ова CD. Се разбира, градот Скопје како помагател и поддржувач на уметноста и на културата не поддржа. Меѓутоа јас би дал во тој дел би дал збор на мојата директорка Билјана да се обрати. Значи би се навратил на последната песна која што ја снимивме на Скопје со љубов. Тоа беше, бидејќи последна песна беше од албумот, една идеја дојде да во тој период пред 13 минути да го промовираме ценото, да направиме една песна за Скопје. Седнавме да ја создадов песната, ми беше идејата и Лидија Косовска, нашата, се направи логистика и се изменаџира работите. Така, Лидија и се јавам, Лидија, може ли да испееме една песна за Скопје? Може, Боби, нема проблем. Билјана, имаме песна за Скопје. Работиме, снимајте, одиме, го промовираме. И така испадна и видео. Ретко великодушна дама ни е Лидија, е фантастичен маестрален уметник. Го склопивме така како што го направивме, дечињата одлично ја испеа песната, Лидија одлично ја представи, музиката си легна и како што слушам и гледам од коментариот на општо задоволство, песната веќе ги освојува симпатиите баш кај публиката, да. Што не радува на сите. Тоа е најважното, тоа е најважното. Пораката ја праќаме и пратиме. Тоа би било и целта. Во момент кога слушаме во мас продукција секакви тематики со вокабулар кој што некако не ми соодветствува можеби за генерациите кои што ги имаат и така натаму, ова е соодветен начин на некој начин тие да дадат допринос за Скопје кој што ќе биде и е нивно. Така што ова беше еден полн погодок и за добриот датум 13 ноември. Апсолутно. Навистина, секторот за јавни дејности и одделението за култура практично ја препознаваат културата и не поддржуваат во сите оние активности кои што ги работиме во детскиот културен центар Карпош. Јас сум навистина многу благодарна заради тоа, бидејќи ова што се прави навистина се прави со љубов, се прави со бескрајна грижа од наша страна. Еве гледате самите деца и оваа промоција што всушност ја правиме, токму ја правиме на еден поинаков начин, не како што се правят оние промоции. Едноставно сакаме да го доближиме, да ги доближиме сите оние вредности преку песните кои што се практично во ова CD до сите деца, до сите граѓани на нашето убаво Скопје и на нашата држава, така што благодарноста е обострана. Како не?
Имате колку песни? Десетина песни се на примерокот. Меѓутоа, споменавме Борислав дека како екипа надвор од овој проект сте отворени за соработка и со останати организации, останати луѓе, односно секој оној кој што сака да се приклучи, а верувам дека има голем број на важиме нели за талентирана нација, особено за музиката. Апсолутно, тоа е главниот предуслов за членување во нашиот хор. Значи, детето доволно е да сака да пее и да има одредени предиспозиции, таленти кои што се наклонети за ова хорско пеење. Сепак, хорското пеење во малку во една форма го има кај нас, меѓутоа е во една поинаква форма застапено и токму идејата беше хорското пеење, да го промовираме хорското пеење во градот Скопје и во нашата земја, бидејќи постојат многу фестивали, многу песни се прават за деца, меѓутоа се избегнува оној се оди на класична варијанта, така? Соло пее, да. Тука веќе имаме двогласно пеење, кој што апсолутно постојат детски хорови кои што работат, меѓутоа ние се обидовме на наш начин да ги испееме песните, да ги доловиме до сите деца и да ги поканиме кој сака да пее, да дојде. А како може да ви се приклучат ако веќе некој сака да стане дел од вашето хорче? Во секое време сме ние отворени за соработка. Вратите на пионерски дом се отворени, да не кажам 20 сати, 20 часа, потекот на денот, кој слободно може да се добие информација и да дојдат аудиција да закажеме, да дојдат да пеат. Знаете колку мине да стасуваше, одамна сум прочел продукција студио Дореми. Да. Знаете, ми врати мене во детството, знаете, со цеца сме генерација до 80-тите, што се вели и имавме едни од најбезгрижните детства дефинитивно нели од осамостојување на Македонија и на градот Скопје така натаму. Имаше толку многу детски фестивали, се сеќаваш Супер звезда, сите албумини и такви некои, мислам да кажам проекти кои што беа премногу достапни за нас и се организираа секакви концепти од секакви наши национални телевизии во Скопје, речиси и да нема повеќе простор. Ова е мислам само една убава алка на целиот тој мозаик, повторно се создаде можеби атмосфера за и продуцирање на македонска детска музика пред се нели и да се промовира добриот начин на јазик, македонскиот јазик, бидејќи ги промовираме оние вистински вредности, пред се македонскиот јазик, вистински вредности, семејни вредности, традиционални вредности. Значи, преку песната ние ги учиме и ги едуцираме, и ги воспитуваме, и децата, а и возрастните. Кога детето дома ја слуша оваа музика, ја слушаат и родителите. Да, и затоа убаво станавеле благодарност до родителите и до децата. Точно, така. Тие се најглавните. Билјана, сакате нешто да додадете? И не само тоа, јас би додала дека нашата институција, Детскиот културен центар Карпош, како една единствена институција од ваков тип го организира слободното време на децата низ најразлични секции и активности. Значи, овие секции екзистираат во домот и не е само хорот и хорското пеење. Јас би сакала да истакнам еве овие прекрасни каталози кои што ги донесовме како резултат на успешни приказни. Тоа се меѓународни фестивали како што е Тремоло за класична гитара, понатаму Оро без граници, кое што оваа година по 28 пат ги собра децата од целиот свет на едно место, значи тоа е детски фолклорен фестивал. Од неодамна почнавме една нова приказна, која ја нарековме инструментите на моите предци, каде што кај децата ги развиваме и оние музички способности и вештини да свират на оние традиционални инструменти како што се кавал, гајда, тапан и неодамна тамбура, да, и неодамна заврши тој фестивал и надпревар кој што на огромно задоволство беше одлично прифатен од децата. Понатаму имаме секции кои што екзистираат внатре во домот како што се шах, пинг-понг, балет, фолклор, ученичка квизотека како една масовна активност, првенство во шах за млади и сето она каде што на едно место ги собираме, ги развиваме и ги градиме талентите, па еве до јавноста да ги поканам сите оние заинтересирани
да го посетат детскиот културен И да не центар. забораваме, нели, вклучувањето, инклузијата на децата со посебни, односно со посебни потреби, родова сензитивност и така натаму, Кога така сме што кај децата со посебни потреби, од пред 3 дена нашиот детски културен центар стана и пристапно место за Браво. сите деца, бидејќи поставивме платформа за деца со посебни потреби. Честитки. Честитки, Да да, ли се навистина подготвени? браво Апсолутно. и со оглед на бројните активности ќе ни доаѓате и многу почеста. Почеста. Фала ви многу, беа тоа Борислав и Билјана, а сега последните минути од овие 90 минути ги препуштаме на најмладите, Гласот оние на кои децата. што со кои што ги започнавме овие 90 минути, односно оваа понеделничка емисија. Она што ќе биде за крај е Оро без граници. Уживајте. артисти на Денот гласот на децата на Скопје, артисти на Денот градски детски хор на токму и културниот центар Карпош. Драго ми е што можеме на ваков начин со Оро без граници да се соодјавиме од денешните премиери 90 минути. Да, се надевам дека уживавте и вие. Останете до крајот, следува, односно крајот на изведбата. Вака некако го крадовме времето. Ве чекам јутре 13:45 на телно.